Општинските згради во Штип, Пробиштип, Кочани и Свети Николе остануваат без чуварски служби. Досега нив ги обезбедуваа вработени на компанијата Никоп, бидејќи во споменатите општински згради имаа канцеларии и на подречни единици на министерствата и на разни самостојни органи на државната управа. Трошоците за нив досега ги плаќаше владата. Како општините сега ќе го решаваат овој проблем? Општина Штип дефинитивно по завршувањето на договорот кој што овие луѓе го имаат со СЗР, ќе ги вработи овие лица кои што се задолжени да ја обезбедуваат општинската зграда, во која што морам да напоменам дека се сместени и другите институции под централна власт, како што е подрачните единици на земјоделие, на трудова инспекција, на пазар, на централен регистер, на катастар и на многу други централни институции кои што се наоѓаат во општинската зграда. Јас рано изутрина бев информиран дека е намален бројот, односно на кој што го имам како информација, во смените прва смена и втора смена ќе има физичко присуство, додека трета смена ќе има патрола страна на самата агенција која што има склучен договор со СОЗР или владата. Секако дека во наредните денови ќе размислуваме за ангажирање на лица за обезбедување од наша страна како локална самоуправа, за да има непречен работа на самите институции, вклучувајќи и општина Пробиштип. Паралелно, отказот на чуварската служба за Штипскиот градоначалник е нова обструкција од централната власт. Ова е еден директен пример како се обструираат општините. Ова е, можам да кажам, еден најмал пример затоа што изминатите месеци се изнагледавме одлуки од страна на владата со кои што се зголемуваат трошоците на општините, се намалуваат блок дотациите, се намалуваат проектите кои што не следуваат, така да не ме изненадува оваа одлука, ќе мораме да се прилагодиме, да ги изголемиме трошоците за плати, затоа што дефинитивно ова е основна обврска која што ја имаме како локална самоуправа, а тоа е 24-часовно обезбедување на институциите кои што се сместени во општинската зграда. Во меѓувреме, обезбедувачите на Никоп добиле формулари и барање да ги пополнат. Не бе, како ќе му подпишат? И ќе тужиме за ова. И за хранарина, и за ноќна смена, и за секи тужиме. Празници. Ов Великден си тера празника ние вработените на работа. Дали јас ќе бидам, дали колега не е битно. И така. И не можам да донеса ова, подпиши да се оде, дека одеме. Плата сега не сме земале за февруари. Ноќна смена одеме на работа, не е платено. К15 не. Он ни пушта на нас на 15, 100 динара ни пушта плата. Плата нема редовно кај нас. И сега даваме решение да го подпишем да се одиме.